Поштовани гледачи, гостин во ова издание на Вестите на ВИС е раководителот на Оделението за локален економски развој при општина Струмица, Тони Милушев. Тони, овој разговор го започнуваме по основа на тоа дека во текот на вчерашниот ден беше и последен ден на јавниот повик кој што го имате распишано за Г1 програмата и за В2 програмата. Каков е интересот од страна на невладините организации, колку пријави досега пристигнаа во оделението и кои се очекуваните резултати? Вака. Значи, во рамките на општинските буџетски програми, односно двете програми, Г1 поддршка на локален економски развој и В2 програмата за социјална заштита, општина Струмица планира солидни финансиски средства во посебни ставки за поддршка на проекти од невладини организации заради исполнување на овие стратешки документи, заради кои што всушност и се планираат овие финансиски средства, но финансиски средства кои што на транспарентен и отчетен начин општина Струмица секогаш во рамките на својата методологија, која што е усвоена од Советот на општина Струмица, а веќе стана пракса и за другите општини во државата, ги распределува финансиските средства, односно распишува јавен повик за прибирање на такви проекти од невладини организации. Јавниот повик беше распишан на 13.3.2018 година и во тој контекст, согласно правилата и самата методологија, граѓанските организации имаат 21 ден своите проектни идеи да ги развиваат, да ги конструираат во проекти и во рамките на јавниот повик, кој што општина Струмица го распиша заради прибирање на овие проекти, имаа можност да ги достават до вчерашниот ден, кога всушност беше и завршен ден за примање на таквите проекти. Во рамките на овие две програми, ова година е една од годините каде што има најмногу интерес, но веројатно тоа се должи на годините кои што општина Струмица доста вложи во развитокот на граѓанскиот сектор, односно на капацитетите на граѓанскиот сектор, градејќи ги во една партнерска соработка, да дојдеме до ситуација да навистина пред сите покажеме дека партнерството навистина вреди, односно работата во партнерство секогаш дава очекувани резултати. Во тој контекст интересот беше на највисоко ниво, значи ова година пристигнаа најмногу проекти. Во рамките на Г1 програмата пристигнаа 19 проекти, а во рамките на В2 програмата пристигнаа 6 проекти. Во рамките на Г1 програмата должен сум да кажам дека планираните финансиски средства се во висина од 3 милиони денари и согласно процедурата за оценување и евалуација ќе бидат распределени согласно критериумите кои што се дадени во самите правила, односно нотирани во самата апликација, која што мораше да им биде алатка на граѓанските организации уште на почетокот во креирањето на самите проекти, за да можат истите тие критериуми да ги имаат во предвид кога комисијата која што е именувана со решение од градоначалникот, ќе заседава, односно ќе врши евалуација и проценка на квалитетот и на тој начин ќе се бодираат овие проекти, за да комисијата со предлог, односно врз основа на записник, кој што ќе го направи како увид и констатација во самиот квалитет, односно квалитетот на сите пристигнати проекти, ќе го достави до градоначалникот, за да градоначалникот со одлука ги распредели финансиските средства согласно бодовите кои што ќе ги добијат во однос на самата евалуација, односно оценување на квалитетот на нивните проекти. Така, слушнавме на почетокот од разговорот дека во текот до вчерашниот ден пристигнаа и 6 апликации по В2 програмата. Што се случува со оваа програма, колку средства се одвоени и кои се резултатите? Програмата В2, значи планираните финансиски средства во програмата В2 за социјална заштита, оваа година се 250.000 денари, но имајќи во предвид дека финансиските средства се зголемени во Г1 програмата, каде што приоритетната област, всушност повторно социјална заштита, е дел од самата програма и невладините организации, односно граѓанските организации кои што делуваат во социјалната сфера, има можност да креираат проекти. Самата програма В2 социјална заштита, односно планираните финансиски средства во таа програма се наменети во рамките на методологијата која што ја имавме утврдена, односно се однесува на поддршка на програми, имајќи во предвид дека граѓанските организации кои функционираат во оваа област се уште немат доволно изградени капацитети за да креираат соодветни проекти. Општината им даде можност во рамките на овие
скромни финансиски средства да ги поддржи активностите од нивните годишни програми. Меѓутоа, во рамките на апликацијата и правилата кои што и беа дадени во рамките на самиот јавен повик. Овие проекти кои што веќе се пристигнати во одделението за локален економски развој, дел од нив ќе бидат и реализирани. Што по реализацијата, што реализацијата на проектите ќе значи за општина Струмица и граѓаните? Така, во секој случај, значи, проектите се од особено значење за целокупната општина. Во тој контекст и добробит, значи, во однос на подигањето на квалитетот на живот на граѓаните, имајќи во предвид дека самиот јавен повик, односно намерата преку јавниот повик, ние да пребереме проекти кои што навистина ќе значат и исполнување на стратешките документи, кои што општина Струмица повторно на еден партиципативен соодветен начин, значи со граѓанските организации ги креира, каде што точно ги нотиравме приоритетните области, односно целите и приоритетите, за да може врз основа на нив да действуваме соодветно на потребите и проблемите на граѓаните. Во секој случај реализацијата на овие проекти ќе значи унапредување на животот на граѓаните и апсолутна корист за целата локална заедница. А во тој контекст и унапредување на работата на општината Струмица. Ви благодарам на разговорот.